Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Гордана Дувњак, а вие го гледате првото издание на Правда и неправда во новата 2019 година. Се надевам дека убаво ги поминавте новогодишните празници и дека вечерва уживате и во убава божикна атмосфера во кругот на вашето семејство. Обично на оваа маса можете да видите министри, адвокати, обвинители, суди, но вечерва се одлучив за моите колеги, судски известувачи, зашто ми е посебно драго и ми е голема чест што се овде тука со нас и се радувам што се мои гости. Судските известувачи се оние луѓе кои што секој ден се присутни во вашите домови, кои што известуваат од актуелни судски процеси, без оглед на временските услови и на периодот од денот. Тоа се оние луѓе кои што можете да ги видите на линкови пред судовите и во изминатиот период и пред истражниот затвор. Меѓу нив, во редот на судските известувачи се и моите колеги Искра Опечевска, Игор Стефановски, Елена Милошевска, и нив редовно ги гледате на програмите на 1 ТВ, но вечерва јас се одлучив за моите колеги од другите медиуми, телевизии, кои што верувам знаете дека професионално си ја вршат својата работа и важат за добри познавачи на состојбите во правосудството. Им посакувам добро вечер. Добро вечер, Гоце, благодарам за поканата. Христина Беловска, 24 вести, Васко Маглешов, новинска агенција Макфакс и колешката Елена Ивановска, Мукоска, без В, од Телма. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Најпрво сакам да ви ја честитам новата година и божикните празници и на стартот веднаш да ве прашам, по што ќе ја паметите 2018-та? Ајде, кој ќе почне? Кико ти? 2018-та ќе ја паметам по маратонските рочишта, долгочасовните известувања пред судската палата и пред истражниот затвор Шутка. Ќе ја паметам како година на големи очекувања, но уште поголеми разочарувања. Бидејќи во делот на судството или воопшто? Па целата слика, ако ја земеме генерално, меѓутоа најсилниот впечаток сепак го имаше во правосудниот систем, последните случувања околу бегството, кое што ни ја подели, да речам условно кажано, на пред ерата на бегството и после ерата на бегството на поранешниот премиер, прилозите кои што ги подготвувавме со сите детали, со сите информации околу тој случај и се разбира она што најмногу ги погоди и ги изненади граѓаните, законот за амнестија, амнестираните и сите тие процеси кои што ги следевме. Како ќе оцениш ти претходната година? Драмски возбудлива. 2018 година веројатно немало на ниту еден медиум досега толку многу прилози за правосудството колку што имаше лани. Не знам каква ќе биде 2019 година, меѓутоа ланската година дефинитивно и по квантитет, меѓутоа и по квалитет, судските извештаи, прилозите, текстовите кои што се однесуваа на судењата на специјалното јавно обвинителство, секако и на останатите обвинителство, предничеа. Предпоставам дека и во 1 ТВ биле во најголем дел застапени во програмата, граѓаните со право се интересираат за владењето на правото, бидејќи тоа е можеби најважната работа во секоја држава, дека самата држава, практично институциите мора да осигурат владење на правото. И со право, веројатно и по кликовите и по бројот на споделување на шерување, како се вели тоа, на информациите, тие се едни од најфлуктуирачките информации во 2018 година. Драмски возбудлива, се надам дека 2019 ќе биде малку помирна, барем во тој дел. Елена, верувам и во Телма, прилозите за судството го заземаат централното место во вестите и во информативните блокови. Да, дефинитивно ќе се сложам со моите колеги. Годината беше 2018 во однос на нашата работа од секторот правосудство беше динамична и драматична. Од првиот па до последниот ден, до 31 декември, имавме работа, имавме многу за известување.
Зема залет годината интензивни судења, претежно предметите на СЈ, како што каже и Васко, ги следевме интензивно, се зачестија рочиштата, голема динамика на судења, првата половина на годината зема залет на тие рочишта. А потоа од летоска за потоа, да, од летоска повторно да биде динамична и драматична, но малце ретроградно со оглед на тоа што кога се очекуваше нели првата правосилна пресуда за поранишниот премиер да се ефектуира, новинарите остана пред затворот да чекаат, но не дочекаа никого. Потоа нели се случија и амнестиите и притворите до последниот момент кои што беа се очекувано, се случуваа, не се случуваа, се враќа. Верувам ќе дискутираме повеќе за тоа. Што беше за вас најголем професионален предизвик? Не мора по овој ред кој сака може да се вклучи. Па, професионалниот предизвик мислам, се наметна како што беше и предминатата година. Тоа е професионалното известување, објективното известување, точни информации, отворени правосудни институции, но и точно пренесување на информациите до граѓаните, бидејќи сепак ние сме нивните очи и уши. Верувам дека во цело време додека ги следат информативните изданија, очекуваат од нас точни информации. Бевме неколку колеги и до Будимпешта и тоа беше еден од предизвиците. Пробавме да видиме како таму да го опипаме пулсот на... Ние не го најдовме Груевски, но затоа нашите колеги... Нашите колеги си ја завршија работата, веројатно подобро ги имаат информациите. Сега кога го спомнавме Груевски, јас се сеќавам дека во нашите новинарски кругови се лицитираше дали Груевски ќе влезе во затвор или нема да влезе. Васко, ти имаш искуство како судски известувач. Го очекуваше ли ваквиот развој на настаните? Па секако не очекував дека Груевски ќе седи дома во папоч и ќе грицка семки, чекајќи да му зазвони судскиот курир на врата и да му ја врачи поканата за да отиде во затвор. Знаев дека тоа ќе се случи, исто како што општата јавност беше уверена дека тој ќе избега. Не знам како тоа институциите не го препознаа до толков степен да треба да изреагираат веднаш. Меѓутоа тоа дефинитивно укажува на едно преиспитување во однос на постапувањето, односно каде затаила работата ако веќе некаде затаила. Во таа смисла морам да потенцирам дека ова некако беше оправдување за понатамошните постапки на специјалното јавно обвинителство, барем во делот на притворите за Милјана Киевски, Кирил Божиновски. Не знам колку тие беа оправдани, меѓутоа делуваше како да се оправдување за бегството на Груевски. Таква беше перцепцијата кај дел од јавноста. Од тука сметам, предизвика еден домин ефект, како што вели Кристина. Да, Груевски до предпоследниот ден, односно ако требаше во петокот да му се даде упатниот так, до средата доаѓаше на судење. Дури се сеќавам на последното појавување во судот, ми остана во меморија затоа што доцнеше вообичаено, но овој пат во новиот суд вратата беше заклучена кога дојде и тоа многу добро се сеќавам на таа слика. Влезе, излезе, не даде изјава тој ден. Четвртокот го немаше никаде и петокот кога веќе дојдоа, кога отидоа од судот куририте, доставувачите да му дадат покана, не го најдоа дома и сега логично беше во тој момент да се наметне прашањето зошто некој што знае дека треба да оди во затвор не би бил дома на неколку обиди да го најде, кога паралелно цела медиумска заедница, медиумска заедница, портали, телевизии во живо пренесуваат. Човек што сака да си издржи казната, веројатно ќе се јави, ќе рече да, ја тука сум, моментално не бев дома ако веќе не бил. Но тоа беше веќе првиот сигнал дека нешто не е во ред, но случувањата... Имаше и најави дека во вторник, не во понеделник на првиот работен ден, се планира во вторник да биде распишана потерница со очекување дека тој ќе се појави на судење, па дека таму ќе му ја врачат поканата како што се случи претходно за врачување на затворската казна. За поканите сега не е проблем и за викенд да бидат доставени, а во тој период објаснувањето официјално беше дека курирската служба не работи за викенд и затоа и не може да му се достави поканата. Елена, спомна ти дека доцнел на последното судење Груевски. Тоа се случуваше многу често во изминатиот период.
Меѓутоа, има и некои анегдоти поврзани со Груевски. Васко, можеш ти повеќе да ни кажеш кога заедно бевме на тој ден, кога еден час порано дојде Груевски. Што се случи? Да, па ја утна судницата, меѓу другото, го утна денот и судењето во секој случај, чукна на вратата мислејќи дека тогаш треба да дојде, па си се врати назад, па некако фоторепортерите го ловија во една симпатична фотографија кај скока од тоа беше некој постамент, не знам, бетонски, па тоа беше споделувана слика во Твитер заедницата, коментирана на ангро, што се вели по социјалните медиуми. Меѓутоа сакам еден друг момент тука да го потенцирам, тоа дека јавноста е заинтересирана и за оној естрадниот дел од судските известувања. Оно што значи кога Груевски ќе си го заборави капотот во специјалното јавно обвинителство, на пример, па тоа се цитира на велико што се вели. Да, и тие текстови најмногу кликови имаат. Секако, а нема да се разговара за кривичната одговорност, односно за она за тоа што е осомничен или обвинет, сеедно. Во таа смисла и театралноста во судниците, кој на кого што му рекол, па не знам дали судиката го повишила тонот, па не знам кој како се свртел, сето тоа верувајте е многу почитано, многу погледано и има поголем интерес кај јавноста, што можеби е и оправдано. Дали тоа ви го диктира и начинот на кој што известувате, затоа што предпоставувам дека се трудите да избегнете од она клише на известување и дека сепак се водите од потребата на граѓаните да им го дадете она месо што сакаат тие да го добијат. Да, се сложувам, тоа е дефинитивно така, иако секако мора да се води сметка за тоа да не бидеме сензационалисти, да правиме нели некаква лудорија од судскиот процес, меѓутоа треба исто така да се знае дека медиумите не се службен весник на судот и дека не треба од минута во минута да известуваат за тоа што се случува, туку треба да проценат што е она што ќе ги интересира граѓаните, односно каде има тука јавен интерес. Ова го кажам од аспект бидејќи некогаш е важно кому што ќе каже, бидејќи го открива психолошкиот профил на обвинетите. Некогаш нечие дофрлање може да ви даде една поинаква слика за некого во судницата и од тука начинот на кој што го погледнал, секако тонот со кој се обратил и така натаму и така натаму. Атмосферата, бидејќи камерите внатре барем за сега не снимаат и не само сувопарно да пренесеме кој што како рекол, туку некогаш гледачите и читателите треба да доживеат и атмосферата во судницата, бидејќи тие не се внатре, ние сме тие кои што треба да им пренесеме дали тонот, интонацијата е меѓу обвинителката и обвинетиот или адвокатот била на високо ниво, зашто се скарале, кој кому што пререкол и тоа на некој начин ја зачинува таа атмосфера во судницата, но и кажува кој како професионално или дали професионално си ја врши својата работа. Имавме и случај кога еден пратеник од ДУИ кажа дека прво е пратеник во судница, па потоа е обвинет. Мислам дека тоа беше поголема вест од она што се случуваше внатре, од самото изведување на докази, односно формално читање на докази. Од една страна судиите се заинтересирани да го слушнат тој нив професионален дел, меѓутоа многу е поважно кој како се однесува во судницата и кој што мисли дека има право, а всушност и надвор од судницата секако тука на крајот на годината верувам остана запаметена изјавата за тие фамозни 50 евра за изјава кои беа сватени и како некаква шега, меѓутоа јавноста сепак ја восприема и почна да коментира и така натаму, така што и во судницата, меѓутоа и надвор. Она што изненади пријатно, а тоа е брзата реакција на новинарите кои што во истон одговорија на условно кажано шегата на пратеникот, па му понудија и пари. Чија беше? Најчестата шега беше дека новинарите веројатно имаат многу пари, па собираат инстант за неколку минути толкава сума пари. Се шегува. Да. Христина беше може веднаш да долови. Со соработка со другите колеги, нели имавме сите поддршка, поентата беше да се солидаризираме, бидејќи мислам дека ние како фела сме единствени кога станува збор за прашања кои што ни го загрозуваат интегритетот или прашања кои што некој се обиду, еве конкретно во случајот тоа беше пратеникот Љубен Арнаудов, се обиде да ни наметне некоја дилема која што и не требаше да заврши на наш грб, веројатно мислеше на некој друг, меѓутоа ние не му останавме должни. Ја спомнавте солидарноста. Каква е соработката помеѓу колегите? Постои ли професионална љубомора или па дури подметнување за некои предмети? Или пак се е во рамките на дозволеното, да секој да се ја зачува на некој начин ексклузивноста, но на што значи
изјави за сите, тука предпоставувам има помагање. Се почитуваме. Прво мислам дека секој сакам да ги гледам работите од подобрата страна и да ги потенцирам позитивните страни. Факт е дека, не знам, за разлика од порано, сега на големо се менуваат изјави. Имаме размена на изјави, размена на инсерти во однос на потребите на сите колеги. Се почитуваме кога станува збор за некој ексклузивитет или ексклузивна информација, кога некој ја има, па не е само да му се преземе, туку треба и добро да се обработи. Да. Но понекогаш и да се цитира оној професионален медиум. стандард, Авторските секако. права не се забораваат. Да. А професионална љубомора сега до некаде и Има и Придонесува Да. за компетитивност меѓу Да. колегијална секако. Тука Ако се е во слажуваме. позитивна насока за компетитивност, да Мислам не е дека за правење. Фоторепортерите и покренаа иницијатива и малку се поактивни и ажурни во тој дел околу авторските права. Ние се уште, да бидем искрени, се мачиме со пренесување на информации. Веројатно суетата е тука во оваа фела поизразена, па само се копираат информациите, најчесто без да се цитира оно што Она што сакам да го извам, Гоца, ќе ми дозволиш во овој дел, е заедничарењето пред судовите за време на судските процеси. Колку тоа ве направи Имаше маратонски поблиски судења. пријатели. Па не знам, еве со Кристина сме одели до Стара Чаршија за време на паузи да купуваме храна од 1 час, па сме се враќале назад, па сме седеле до 23:06, па сме излегувале од судот Викендите сме заедно. ги поминувале Викендите заедно, буквално пред судска заедно, па палата, сме се слушале и по полноќ како некои многу блиски пријатели за одредени прашања, дали има одлука, нема одлука, дали си се слушнал со обвинител, со судија и така натаму и така натаму. Во таа смисла тоа е нешто кое што не може ништо да го замени, не може да се искаже веројатно со зборови. Треба само да се доживее. Последниве месеци сите работи, претежно најголемите работи се случуваа ноќе. Па ноќе притвори, Ноќно па право, да. Ноќно право, ноќе се петочно право. Петочно право, да, се викенд. притворува, ноќе се пушта, така да доста време поминавме пред затворот шутка и пред кривичниот суд. А што е спецификата на судските известувачи, еве, од сите други, на некој начин, Па не знам типови јас, на новинарство? па не знам дали сме некоја посебна каста во фелава, меѓутоа во секој случај е возбудливо кога треба со обвинител да зборувате во еден пополноќ, па да ви каже информација како поминало рочиштето за притвор, дали има одлука, па да се обидувате преку председателот на судот да добиете информација. Веројатно кој останатите фели мислам дека помалку или повеќе, односно кој останатите колеги, тоа може би до тој степен и да го нема. Ние претежно навечер функционираме и за викенд исто така нема одмор, така што еве тој дел е многу интересен можеби за јавност, затоа што во ниедно време кога некој едноставно се релаксира од обврските и така натаму, ние работиме во интерес секако на јавност. Ви одговараат ли странките во постапката или, да го преформулирам прашањето, со кого најтешко се соработува? Некаква градација да направиме во делот на судиите, адвокатите, обвинителите. Какво е вашето искуство? Зависи од личниот однос, пред се меѓу новинарот и конкретен судија, обвинител. Тешки се за комуникација, меѓутоа не се сите. Во последниот период има и обиди за подобрување на тој однос. Се работи на транспарентност, еве конкретно во обвинителството со поддршка од амбасадата на САД. Има напредок, меѓутоа сепак се сведува на личната комуникација меѓу новинарот и обвинителот или меѓу судиите. И на довербата на некој начин, да. Комуникацијата во судот оди, некои од судиите и се повикуваат на председателот, па комуникацијата оди во таа насока, претежно преку председателот во нивно име. Меѓутоа има и судии кои што сакаат да си го кажат личниот став и кои што сакаат да се изборат за точно пренесена информација во јавноста. Да, тоа беше сега Да, последно. колку за вас или за сите нас мала револуција тоа што сега ќе може или што може соопштувањето на пресудите да се снима во живо. Тоа беше И еден да од можат граѓаните да слушнат практично какво е образложението на судијата за да ја донесе споменатата одлука. Тоа беше еден од клучните чекори во однос на транспарентноста направен изминатава година, тоа што за прв пат, можеби не за прв пат, меѓутоа почна како тенденција да се снимаат пресудите кои што беа изрекувани, имаше неколку случаеви
и јавноста во живо можеше да го следи, да следи образложението на судијата од половина час, каде што кажува за секој доказ, дали поверувал во тој доказ, да го образложи, зошто го прифатил, кој сведок, кој доказ, снимките, и мислам дека тоа беше едно од клучните работи во однос на транспарентноста. Секако, тоа само по себе не е доволно, битни се и резултатите и на крај спроведувањето на тие пресуди, што нели требаше да се случи, но сметам дека тоа беше една од најдобрите работи во однос на транспарентноста. Тука се секако брифинзите во Кривичниот суд. Новиот, сега веќе не е нов, меѓутоа претседателот на Кривичниот суд Иван Џолев навистина вложува некакви напори да бидеме навреме информирани, да поставуваме прашања, и сето тоа е навистина за поздрав, споредено со периодот пред неговото доаѓање, затоа што судот беше навистина многу позатворен. Во тој однос би сакал исто така да потенцирам дека можеби нас не недостасува малку поголема транспарентност изминатава година од специјалното јавно обвинителство, тоа морам да го потенцирам. Бевме некако навикнати на пресконференции, на поставување прашања, сега се тие многу позатворени, тоа е Па дури и брифинзи. Па дури и брифинзи секако. Сега барем изминатава година тоа не е случај, не знам зошто е тоа така, меѓутоа еве отворена критика, ако можам така да го наречам. А од друга страна, па редовното обвинителство како да се обидува на некој начин да биде што е можно повеќе присутно во јавноста. Дали тоа мислите дека се должи на тоа што имаат само 6% доверба меѓу граѓаните и заради честите споредби со специјалното јавно обвинителство? Знаете како никој од нас нема да му се јави на обвинител од каде и да е, затоа што е многу убав или сака да се слушне со него так. Заради приватни цели, се јавуваме во име на јавност. Секој од нас се јавува во име на јавноста да добие некаков одговор на некое прашање. Мене ми се имаат случувано непријатни ситуации кога сум вртел на обвинители во обвинителството, например за организиран криминал и корупција. Не е битно кој е обвинителот, ми вели од каде да знам дека си ти на телефон, немам што јас со тебе да разговарам и така натаму. Тоа не е пристап кој што треба да се негува, напротив. Обвинителството мора да докаже дека кон даночните обврзници што го плаќаат обвинителството, дека мора да има отворен, транспарентен и честен пристап и да ги споделува сите они информации кои што секако достапни треба да бидат за јавноста. Од едноставна причина, што повеќе го има обвинителството во јавноста, за неговата работа толку јавноста ќе биде уверена дека работата е видлива, односно дека нешто се случува. Во спротивно ќе бидат прикриени под плаштот на конспиративноста и на тајноста. Може би станаа свесни за тоа, ќе видиме колку тоа ќе трае. Но да, ќе се надоврзам на Васко во однос на СЈО последнава половина година. Не знам кое е образложението и која е причината, но наеднаш се затворија. Тие беа првите кои што поставија некои стандарди на транспарентност, поради кое што другите обвинителства, да речем, беа на некој начин љубоморни за нивната популарност и транспарентност, но нагло тоа нешто се смени, тоа треба да се каже тие што се случува, но изостануваат повеќе, нема ниту пресконференции, чат-пат по некое соопштение, а се случуваат битни работи во кои што обвинение за Талир, заборавиме... обвинението за Талир и истрагата за империја се сериозни предмети, многу посериозни од можеби случајот Тенк или пак некои други предмети претходно што беа, за кои што имаше пресконференции се, а сега така тивко тоа помина и навистина и притворите, еден месец се бараат притвори со образложение едно, потоа се бараат и тоа изостанува јавно да се одговори. И сега следуваат спекулации кои што не треба да се лутат доколку бидат пласирани, затоа што тоа се на некој начин и се одрази на рейтингот на СЈО. Да подсетиме, а тие да не заборават дека секогаш се во предност со оглед на буџетот кој што го имаат за разлика од редовните обвинителства, ресурсите, вработените. Затоа и ние имаме толку големи очекувања ги плаќаме најмногу од сите обвинители, добиваат две плати сигурно повисоки од другите обвинители, имаат подобри услови за работа. И веќе на едно воспоставено ниво мислам дека не треба да се враќаат назад. Особено затоа што 2019 година ќе биде година кога од вкупно 20 поднесени обвиненија, за Талир не знам се уште дали е одобрено, меѓутоа само за 2, односно за 3 има правосилна судска пресуда. Останатите се или во фаза на доказна постапка или пред завршни зборови. Значи допрва ќе има уште работа, меѓутоа и отворените истраги, да не ги забораваме, секако предистражните постапки. Дали тоа го дали тоа можеби го поврзувате со актуелниот момент, бидејќи во наредниот период многу скоро треба да се
решава за судбината, идната судбина на специјалното јавно обвинителство и нивната трансформација, па некако како да се притаени и да очекуваат што ќе се случи. Не би сакала да го користам терминот пазар кога зборувам за таква институција, меѓутоа во јавноста веќе има сомнежи дека се бара поддршка после празниците, изгласување на самостојно специјално јавно обвинителство во собранието, па поради тоа и потребно двотретинско мнозинство. Да, знаеме колку пратеници се потребни, кои се тие пратеници, меѓутоа сепак ќе кажам еве, не сакам да верувам во политички пазар повторно. Особено ако се знае дека кај сите останати обвинители има поинаков став во однос на овој закон за СЈО кој што сега е на маса и дека имало и голема дебата за затворени врати и несогласувања, така да останува да видиме што ќе се случува, па работите ќе станат јасни понатаму сами. Моите информации со така говорат дека и во самото специјално јавно обвинителство има малку разногласие околу одредени предмети, постапување и начин на постапување, така што веројатно и тоа има некаква улога во целиот тој мозаик, односно пейзаж по јавност. Може би желба работите да се остават на некој начин и под тепих и да не излезат во јавност и на површина. Кристина го спомна пазарот, некако ресорот кој што го работиме во изминатиот период беше на претрпе една голема штета и на политички пазарења. Како вие лично ја доживеавте амнестијата која што беше донесена буквално пред Нова година, особено затоа што знам дека и тројцата секојдневно ги следите судските процеси со фокус на маратонскиот судски процес за 27 април. И како новинар и како граѓанин со големо разочарување, бидејќи излеговме од една таква како да кажам, црна дупка во правото со надеж дека ќе се отвори како светла точка. Еве да не користам туги термини. Меѓутоа, крајот на годината некако разочарувачки ни донесе големо разочарување. Веројатно политичарите си имаат нивен речник за да ги нивен речник или нивен есап. Па и двете. Може би и двете. Добро, најголемото право некогаш навистина може да биде најголема неправда, така викаат римјаните. Јас навистина се сложувам во тоа, така и во конкретнава ситуација. Беа изневерени очекувањата на граѓаните, особено на онаа критичка јавност која што излегуваше на улиците да протестира, викајќи нема правда, нема мир. И сега се доведуваме во прашање дали секој од мината минута на протестиве, која што ја поминувале граѓаните на улиците, била залудна, односно дали тоа известувачи, ние сме биле таму. Секако. Или било чекор кон подобрување на работите, односно дали може да сметаме дека повторно ќе има некаква амнестија за неколку години за некаква можеби уште повисока цел. Не знам, тоа се многу легитимни, можеби реторички прашања, меѓутоа јавноста со право ги поставува, затоа што гледа дека политиката се поставува над правото и тоа навистина е недозволено. Да, имало ситуации и во историјата кога биле правени такви обиди, условно речено, за повисоки цели да се испазари правото на сметка на политиката, меѓутоа во политичкиот контекст кога станува збор за Македонија, ми се чини дека тоа е барем во оваа ситуација недозволено. Посебно по еден таков грозоморен настан како што беше 27 април, ми се чини дека е недопустливо. Кога власта ќе дојде на крилата на нема правда и нема мир и владење на правото, секако дека потоа се големи разочарувањата кога големи се и очекувањата, колку се поголеми очекувањата, толку и разочарувањата. Граѓаните сваќаат дека повторно политиката се меша во правосудството и го поткопува владењето на правото. Да не заборавиме дека веќе сме под лупа. Почнате скрининг процесот, имаат и од нас големи очекувања, иако некои силни реакции не со високи тонови по однос на законот и не слушнавме изминатиот период од страна. Меѓутоа, секој граѓанин си го поставува прашањето како ние ќе влеземе во НАТО и во Европската Унија со недоверба во судството. Имате ли вие впечаток дека судството, како да имаше желба, исто и обвинителството, да се отвори малку повеќе, па во таа насока и во тој дел треба да го споменеме и судскиот медиумски совет што се формираше, дека ова на некој начин е враќање чекор назад и дека ќе треба многу сега на стартот на новата година да
се поместат некои работи нанапред и да тргнат на подобро. За судско-медиумскиот совет, што току почна да ја работи својата работа, една од првите работи кои што се насочуваме, ние сите сме дел од тоа тело, мислам има и колеги од речиси сите телевизии медиуми. Првиот чекор ни беше да пробаме да смениме нешто во однос на токму присуството на јавноста, но и на камерите во судницата. Тоа е сега еден процес кој што е во тек. Не знам дали е се уште рано да кажам дека може би ќе има некакви резултати, но верувам дека за тоа ќе известиме јавноста кога ќе има и некој конкретен чекор, стекако во насока на на можност подобро да ги информираме граѓаните за се она што се случува. Тоа е крајната цел. Да, еве да објасниме на граѓаните на што се сведува сега присуството на камерите во судницата. Присуството на камерите во судницата се сведува поради потребите на визуелните медиуми, односно на телевизиите и на дигиталните медиуми кои што имаат камери, на снимање инсерти пред почетокот на самото судско рочиште. Од една минута, не знам ни една минута, дали е веројатно 30 на 40 секунди, и тоа е се. Потоа снимателите, фоторепортерите излегуваат надвор од судницата, остануваме ние внатре. Тоа е затоа заради една несреќна одредба од Законот за кривична постапка во која што не се докрај или доволно прецизирани одредбите кои што треба да го уредат ова прашање, секако тука се и одредбите во судскиот деловник. Нашата интенција е тоа да го направиме да биде многу поотворено и потранспарентно, да не зависи од желбата на судијата дали ќе дозволи или нема да дозволи присуство на фоторепортерите. На одредбите од Јас себе го посочувам јавно судијата Горан Бошевски, кој што не ги почитува одредбите на Врховниот суд. Врховниот суд ни донел решение со кое што ни дозволува со камера да присуствуваме на рочиштето, тој него ни чита на записник решението од Врховниот суд. Тоа е навистина недозволено. Судијата мора да го почитува законот и тоа е императив, не станува збор за желба. Например, во овој дел исто така морам да потенцирам дека освен работата, односно покривањето на самите судења, секако ние сме заинтересирани и за записниците од судењата. И за сите останати, како да речем, околности околу судењето кои што даваат еден квалитет и на самата судска постапка, меѓутоа и на обвинетите и на сите странки во постапката. Имавме непријатна ситуација со една обвинителка од обвинителството за организиран криминал и корупција, која што наредуваше на судските полицајци да бришат снимки од нивните камери. Па моравме да реагираме. На брзата реакција на судскиот медиумски совет, тоа траеше само еден ден. Она што влева надеж е што таквата реакција на обвинителката предизвика големо внимание и во нивната средина и во судот. Па никој не сака да биде посочен како црн ѓавол во фелата, да се разбереме, тоа е секаде така и во новинарството некоја кој е посочен со лош текст, со сензационализам и неточни информации е малку непријатно. И затоа сме тука да посочиме кога се прават тие грешки. Имавме брз одговор и од Кривичниот суд и од јавното обвинителство кои што ветија заложби за транспарентност и отвореност на постапките и ветија дека нема понатаму да се случуваат така, да ги наречам, мали инциденти. Но она што сакам да го потенцирам во однос на судско-медиумскиот совет, тука е да се подобри соработката, меѓутоа ние не можеме да го поправиме имиџот на судството или на некои суди. Ние сме тука за да ги покажеме позитивните страни, се што оди во насока на правдата и праведноста, а се рефлектира на подобро известување на граѓаните. Да. Другиот судиите станаа посвесни дека мораат да ги отворат судниците. Дека нашето присуство на судските рочишта не е ниту хир, некоја наша потреба, туку дека сме во интерес на јавноста и дека нивната порака до јавноста практично оди преку нас, дека ние сме трансмитери на таа порака. Образложението на пресудата на судиката Добрила Кацарска ми се чини дека нема човек во Македонија до кого што не допре, во смисла на порака, дека секој треба да одговара за тоа што го направил. И тоа е убавиот дел од судењата, од сите судења. Она што сакав дополнително да го потенцираме дека судиите веројатно стекнаа впечаток, посебно во 2018 година, дека новинарите не им се непријатели. Односно напротив, треба да гледаат сојузници
ако станува збор за вистината, односно за правдата. Сите и судиите, и обвинителите и новинарите имаме една заедничка цел да бидеме блиску до јавност, односно да информираме јавноста за она што се случува. Ние сме трансмитери на сето она што е зад затворени врати, условно речено, додека трае судскиот процес и секако надвор. Во таа смисла морам да ги потенцирам и судскиот совет и советот на јавни обвинители. Тие не се судници, меѓутоа се исто така се уште многу затворени институции и тука уште многу мора да се прави за тие да бидат потранспарентни во нивното делување и секако многу потворени во пристапот до јавност. Елена, какво е твоето искуство со судскиот совет? Се добива впечаток, барем во судскиот совет, дека новинарите се непријателски настроени и под посебна обсервација го земаат судскиот совет, што верувам не е интенцијата на никој од нас. Може би тоа излезе така после неколку изјави од страна на председателот на судскиот совет, кој што во тој контекст ги коментираше можеби нашите прашања, нашите настапи. И во однос на снимањето на седниците, ние присуствуваме таму, меѓутоа проблем е некогаш да се добијат одговори за нешто конкретно што го работиме надвор од седница. Кога не сме таму, кога нема седница, но сакаме да прашаме за нешто друго, што нас не интересира, тука оди послабата комуникација, додека пак советот на обвинители немаме можност ни да ги снимаме седниците, ни да присуствуваме внатре, да слушаме што се случува кога избираат или разрешуваат обвинители, или пак некое друго прашање останува да чекаме надвор и на крај да добиеме изјава и да прашаме евентуално нешто што. Надвор не секогаш е многу пријатно заседање, знаете тоа, сите. Тоа се двете најмоќни институции кои што нели разрешуваат, бираат суди и обвинители, и тој негативен рейтинг со кој што сега можат да се пофалат се должи на самите луѓе внатре. Ако председателот дава изјава и ги интерпретира медиумите во негативна конотација, тие колеги до него, кои што се членови внатре, не треба да спијат. Веројатно се луѓе со авторитет, со интегритет и би можеле некогаш и тие да го кажат својот став, без да се претвораат во некаква гласачка машинерија за бирање на подобни суди, како што нели беше допред, можеби и сега ќе видиме како имаше една реакција минатата година после пресот на Караджовски околу Нова година или брифинг беше, кога другиот ден излегоа со соопштение дека е тоа негов личен став. Тогаш беше можеби единствениот пат каде што се оградија од неговите изјави. Се оградија и од каде што се доби впечаток дека нешто се случувало и било предмет на расправа на седница. Тоа е ретко, ама се случило. Да, колку се во функција на медиумите канцелариите за односи со јавност на правосудните институции? Многу често, фала Васко, многу често се во функција, меѓутоа прашањето е што споделуваат. Не е само квантитетот како предност со која што располагаат во однос на некоја друга институција доколку се прави споредба. Еве обвинителството, например, последните неколку месеци, народски кажано, штанца соопштенија и во 2 по полнок, во секој дел од денот кога и да има некое случување таму. Се обидуваат да... Значи, квантитативната форма е задоволена. Квантитативната форма за сега ја задоволуваат, меѓутоа прават обиди, не можам да кажам се дека е негативно, се прават обиди да се добие информацијата која што ја бараме, меѓутоа имаат уште многу работа. Кривичниот суд, истиот портпарол е веќе неколку години, имаме комуникација со него, имаше периоди во однос веројатно на тоа кој е на врвот на судот, Да, со право фокусот на сите медиуми е на кривичниот суд. Но какви се вашите искуства со судовите и обвинителството од внатрешноста? Па многу подобри, верували или не знам зашто е тоа така, секако има исклучоци, меѓутоа можеби поретко им се јавуваат. Можеби па се вчудо невидени како тоа сега некој новинар се интересира за некоја постапка, секако тоа е многу поретко, меѓутоа во секој случај јас сум имал пријатни искуства, на пример со судот во Велес и така натаму, сега да не ги именувам поединечно, претпоставам дека така и со колегите. Не може да се генерализира. Меѓутоа, она што сакам да го потенцираме дека и ова ниво на транспарентност може да биде многу подобро. Сега кога отидете на страницата на
на кривичниот суд, од 2018 година ќе најдете многу малку пресуди. А тоа е најголемиот суд во државата. Посебно од И обвинителството. тоа е законска обврска да се објавуваат Така, пресудите. посебно од одделението за гонење организиран криминал и корупција, односно од судското одделение кое што се занимава со таков тип на предмети. Нема за тешки кражби, за насилство, некои така натаму предмети кои што реално нас како новинари не интересираат високо профилирани случаи кои што се во интерес на јавноста. Во овој дел секако судскиот совет, на пример, одлуката за покачувањето 35%, односно додатоците што беа, се уште ја нема на веб страницата на судскиот совет, што укажува на една недоволна транспарентност. Јас постави прашање во декември, ми се чини дека лани или во ноември, не ме фаќате за збор, уште чекам одговорот портпаролката на судскиот совет, можеби не знам годинава ќе го добијам, односно ќе одговори на прашањето. Исто така и Советот на јавни обвинители има поставено, сега имаат нова веб страница. Записниците од сите седници 2017-2018 година, тоа внатрешно има во записниците. Оставам креативна дилема вака да разговараме после емисијата, меѓутоа има навистина што да се прочита. Од тука велам дека транспарентноста подразбира еден проактивен пристап во кој што ние нема да бараме, туку самата институција ќе се чувствува одговорна да ги сподели со јавноста. Должна да ги сподели информациите. Кога ова го споменав, сакам да се задржиме на еден друг сегмент. Вие сте, предпоставувам, секој ден на судења, затоа што динамиката на судските процеси тоа го налага, па дури некои судски процеси се насрочени и до март месец. Колку на вашите медиуми има простор за човекот, за неговата човечка судбина? Затоа што верувам дека и кај вас секојдневно се јавуваат луѓе кои што се незадоволни од правдата, од судските процеси. Колку има место за овој тип и за овие содржини? Па ако ги погледнеме сите информативни изданија, и ако бидеме искрени, се помалку доминираат на врвот такви социјални истории или некои граѓански теми. Граѓански теми во кои што фокусот е само граѓанинот, веројатно тоа е во трката, последица на трката на информации кои што секој медиум се обидува да ја стигне за да пренесе она што е најактуелно во државата, иако морам да признам дека посветуваме време на граѓаните, ние сме тука за нив. Веројатно ако се погледнат информативните изданија ќе се примети дека има и такви, меѓутоа се поретки тие теми. Добро, но има простор па во оние емисии што се дополнително на телевизиите, каде што се посветува каде што има и повеќе простор за да се разработат тие стори, теми, повеќе надвор од вестите да се слушнати граѓаните. Следејќи ги политичарите, навистина не смееме да го заборавиме човекот, односно граѓанинот во таа смисла. Веројатно тоа секако се должи на самата уредувачка политика на медиумите, меѓутоа еве очекувам дека 2019 година ќе бидеме повеќе фокусирани на граѓаните и нивните проблеми отколку на политичарите. Во изминатиот период барем луѓето од правосудството и правосудните авторитети си создава една либи ситуација дека со новинарство се занимаваат правни незналици. Дали со тоа што во последниве години станува тренд специјализацијата по одредени теми и сектори, им го избива тој адут од раце, затоа што факт е и самото присуство на нас четворица овде и на многу други наши колеги на страна, дека новинарите некако се приморани и да учат право, да читаат закони, за да можат на најдобар можен начин да го пренесат она што значи информација, меѓутоа и да го толкуваат, не само да го пренесат. Не треба да очекуваат дека ние треба или некој можеби мислам и дека очекуваат дека нашите извештаи треба да бидат како пресудите или обвиненијата што ги пишуваат со правен речник, не напротив. Можеби некогаш не им се допаѓа на правниците, на адвокатите, судиите, обвинителите, но ние мораме да ги упростиме тие работи, затоа што не сите се правници и не сите се должни да знаат закони, да знаат правила и такви работи. Затоа сметам дека новинарите се токму тоа се медиум помеѓу публиката и фелата да го упростат и да го поедностават она што се кажува. Да, и верувам дека тоа воопшто не е ни лесно да се прилагоди тој крут
правнички речник терминологија што и е. терминологијата на еден разбирлив јазик за да можат сите. Па еве Советот на да го јавни разберат. обвинители во една комуникацијска стратегија што е објавена на нивната веб страница констатира дека новинарите баш и не знаеле многу право. Не знам од каде како ја извлекле таа констатација, меѓутоа навистина можам да спорам со тоа затоа што навистина изминативе години во редакциите се создадоа тоа не се мини редакции, меѓутоа се луѓе што секојдневно следат судски процеси, читаат и закони и така натаму, дури некогаш пред почетокот на самите судења користиме присуство на адвокати и обвинители да поразговараме за различни толкувања, видувања за одредени членови од закон, па како тие може да се протолкуваат и на кој начин може да ги пренесеме во јавноста. Она што е важно е информацијата да биде така добро и сликовито спакувана да може да ја разбере секој човек во државата, независно од неговото образование, профил на личност и така натаму. Гоцо никој не сака да прави грешка на штета на нечи углед или репутација. Верувам дека ако имало такви грешки, тоа биле ненамерни. И на собствената репутација. Така е, секој се бори да се изгради во подобра личност и човекот учи, нели, додека е жив. И ти спомна се приморани. Не сме приморани, тоа е наша обврска да знаеме кога некој ќе сгреши и да ги потенцираме слабостите во правосудството, во системот воопшто, во политичкиот систем во државата. Така што се стекнува со време, со искуство, меѓутоа мора да бидеме и ние спремни за да немаме слабости. А колку сме ние како фела самокритични? Велат новинарството е една од најсуетните професии. Се согласувате ли со тој став? Така се зборува. Така Ние не знаеме. веројатно има вистина, каде што има чат, има и оган. Треба некогаш да некоја контролирана доза, кога е егото, може би не е лошо, може да биде и поттик за работата, затоа што во крајна линија линкот ни се граѓаните. Најчесто се вадиме на тешките задачи и притисокот кој што го носиме и поради тоа како едно невнимание да посветиме внимание на нешто друго, па се добива таква слика, меѓутоа јас мислам дека тоа е индивидуално. Да. Ги спомнавме судот, обвинителството, Советот на јавни обвинителства, да не го заборавиме Министерството за правда. Каква ви е соработката со Министерството за правда? Јас еве ќе ви кажам одлична. Говорам дека во секој време можам да испратам порака на министерката да ми врати секако со информации кои што таа ги поседува. Секако тука и портпаролот на Министерството, меѓутоа комуникацијата, барем досега, изминатава година, навистина е на едно многу завидно ниво. Се надевам и очекувам таква да биде и следната година, затоа што и тоа Министерство во минатото беше исто така прилично затворено за односи со јавноста. Таму секако се крчкат голем дел од законите, се подготвуваат и одредени други екстрадиции и така натаму, кои што се исто така прашања за кои што јавноста има интерес да ги дознае, и од тука сметам дека соработката е круцијална. Еве охрабрувам министерката, може некој неформален брифинг да направи во следнава година, чисто поблиску да се запознаеме. Тоа е недостатокот. Да, Со брифинзите, тоа е еден начин на запознавање и на сближување со новинарите и да се и на информирање во секој случај, затоа што токму во тие брифинзи лежат и многу теми подоцна за обработка. Што очекувате од оваа година? Од оваа година очекувам да биде транспарентна и праведна. Од оваа година очекувам повеќе да говориме за економија, отколку за правосудство, бидејќи ми се чини дека тоа е една од најважните теми кои што овој дом треба, со кој што треба да се занимава. Очекувам и сакам првата вест во најголем дел од информативните издања да биде посветена за економијата, меѓутоа за раст на економијата, за подобар животен стандард на граѓаните, а владењето на правото цигла по цигла да се гради, како што се надевам ќе му треба време. Не верувам дека нарушената доверба имидж во минатото брзо ќе се изградат повторно, меѓутоа очекувам во една пристојна процедура со почитување на сите законски одредби да имаме владење на правото и секако побогати, посреќни, позадоволни граѓани. Најтешкото прашање за крај изгледа. Оваа година не сакам да имам очекувања, затоа што можеби само во таа варијанта ќе бидам изненадена од она што ќе донесе годината. Очекувате ли дека конечно ќе се стави крај на епитетите за сваровски судство, за
сега во поново време, кацарска судство и покрај тоа што мислам дека тоа малку е неправедна таа кованица, затоа што судиката Кацарска, барем во делот на транспарентноста и односот кон медиумите, покажа еден голем степен и на зрелост, меѓутоа и на прифаќање. Но прашањето ми е какви се вашите очекувања, не само како судски известувачи, туку како граѓани на оваа земја во поглед на реформите во судството. Бидејќи во овој момент се многу поделени мислењата околу тоа каде сме со реформите, од мислењето дека сме заглавени, дека сме на самиот почеток, до едно друго стојалиште, сосема во друга насока, дека има една добра динамика и дека одат во вистински Ние сме уште во фаза на носење на закони. Значи, тоа е можеби најлесниот дел и нешто за што и многу експерти, меѓународни организации велат дека немаме проблем да го напишеме и ете сега и ќе ги донесеме тие закони кои што се очекуваат од нас. Секогаш потврла имплементацијата и тука ги добиваме главните забелешки. Веројатно треба и на тоа повеќе да поработиме, особено што поглавието посветено на правосудството е еден од клучните услови за кои што се гледа напредокот на државата кон ЕУ и НАТО. Еве сега има освежување во судскиот совет. Кооптирани се нови 4 члена, се очекува 5-тиот наскоро. Дали верувате лично дека тоа ќе донесе некоја нова енергија во судскиот совет? Не. Јас сум реален песимист, тоа сум го кажал многу пати, не само за судскиот совет, меѓутоа додека нема одговорност за она што досега се случувало, а многу се случувало, ми се чини дека само смената на позициите представува некаков совопарен протокол. Ќе стане еден за да седне друг. Меѓутоа тој што ќе седне на местото на тој што станал, веројатно треба да има интегритет, професионален кредибилитет и искуство, образование, буквално се, за да може да биде свој на своето и да биде имун на секакви влијанија. Лично сметам, ќе ми дозволиш уште една реченица, Кристина, лично сметам дека сите оние заложби кои што беа барем јавно искажувани од сега власта, тогаш опозицијата, дека секој ќе одговара за она што го направил, мора да се реализираат до крај. Имаше обвинители кои што чува предмети во ФИОК, Републичкиот јавен обвинител Зврлевски и така натаму. Сега за сега не гледаме ништо тоа дека е ефектуирано. Во судскиот совет до последниот ден седеше член на судскиот совет кој што ги примаша нарачките од поранешниот премиер. Исто така елегантно тоа заврши мандатот и така натаму, додека тоа не се додека тоа не се финализира, антикорупцијска нема, па и да има, не знам дали ќе биде повторно некаков протокол, дури тоа не се искристализира, не се заврши со некакви пресуди, ние ќе живееме во желба за правда. Повели Кристина, Не извини. можеме да зборуваме за борба со корупција, за владење на право, ако немаме антикорупцијска комисија. И здрави институции. И здрави институции. 10 месеци ја оставивме државата без луѓе кои што треба одблизу да гледаат како се спроведува владењето на правото, дали во некоја институција има судирни интереси, а има сомнежи, доста пишувавме изминатата година дека има и сомнеж за судирни интереси и за обиди за влијанија во институции. Имаме амбициозни закони на хартија, меѓутоа ни недостасува да почнат да се работат онака како што треба. Толку само недостасува. И јас мислам дека не само антикорупцијската, за борбата со криминалот и корупцијата, клучно е обвинителството. Да. И она што не само да го истражува и да го гони криминалот направен од минатото, туку и актуелниот. Тоа е главен тест за секој обвинителство, да покаже интегритет, капацитет е тоа да прочепка и во актуелните случувања за кои што веќе јавноста говорела. Имаше неколку отворени постапки по допрен глас, но да видиме дали ќе завршат некако или ќе останат само така со години предистражни. Мојот впечаток е дека треба барем во редовното обвинителство, обвинителството за организиран криминал и корупција, секако и скопското обвинителство, да се индивидуализираат обвинителите на сличен начин како што тоа е направено во специјалното јавно обвинителство. Ако прашате во јавноста дали знаете да ви кажат тројца обвинители кои што гонат организиран криминал и корупција, веројатно ќе ви ја спомнат Вилма Русковска.
и тука ставате точка. Каде се останатите 9 обвинители или ги гледате вака протоколарно дека седат во судница, не даваат изјави, не комуницираат со јавноста. Да, сепак обвинителството не е колективно тело, туку... Така е. И затоа сметам дека треба да се дигне нивото и на транспарентност и на комуникација со јавноста, за да може граѓаните да имаат доверба дека тие луѓе го гонат криминалот во Македонија. Во нив треба да го гледаат мечот на правдата. Ето така. Мора да се завршат работите до крај. Не видовме ниту една постапка, не видовме разрешување на судија. Многу слушавме во бомбите за влијанија, за нарачки во судството, меѓутоа, немаме уште никаква разрешница, имаме еден предмет за судски местенки на предмети во кривичниот суд, сега е уште во рана фаза, со само еден судија осомничен и толку. Владе, мислење дека фелата си се штити сама меѓу себе. Да, како и во многу други фели. Да. Јас навистина ви благодарам за вашето присуство овде, што издвоивте време во овие убави божикни празници кои што се наминати за семејството да бидете гости во нашата редакција. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Се гледаме за 7 дена на истото место и во истото време во 21 часот во вторник. Останете со програмите на 1 ТВ и пријатна вечер.